Благодарам за поканата на Цивил. Благодарам и на Македонски концепт и на Петар Богоевски за презентацијата. Ова јас не го доживав како обично истражување. Немам намера и не сакам комплименти да ви давам, бидејќи сте и лидер на политичка партија, нели? Но ова е научна студија. Јас повеќе така гледам на ова што сега ни се презентираше. За жал, ова истражување го потврди она што сите го знаеме, што и Богоевски сега го спомна. Ние сме навистина, јас нема да речам општество, ќе додадам еден атрибут, политичко општество на говор на омраза. Кога велам политичко, не ги амнестирам граѓаните, гласачи или учесници во политичкиот живот гласно или само на избори, но вината и без наводници, вината ја лоцирам во политиката и во политичарите. Кај нас во Македонија, во Република Северна Македонија, се сведува, така излегува испоред ова истражување, на една византиска гола борба за власт. Ако се обидеме да си одговориме самите на себе зошто е толку безочна таа борба за власт, јас можеби својот поглед ќе го фрлам во државниот буџет. Кој ги има парите, тој располага со државата и тој управува со општеството. И веројатно цела таа византиска борба е борба од тие управувачи на државните пари, од нив незаработени пари. Кој ги има тие пари, тој управува со сите ресурси, преку својата кадровска политика, лојална на партиите и така натаму. И ние, за жал, поразително е и ова што господин Богоевски го констатира низ истражувањето, низ оваа научна студија. Може би некој ќе ми префали што употребувам термин научна, но јас така го доживувам, бидејќи да се направи истражување во кое емпириско се докажува дека доминантно во нашата комуникација вербална политичка, во таа политичка борба меѓу политичките субјекти, во кој се навлечени и публиката да учествува, не само тие што се на теренот, да се тепаат меѓу себе, да крваат и така натаму, него и ние, како во една гладиаторска арена, исто така меѓу себе се кошкаме, се плукаме меѓу себе, го мразиме комшијата затоа што навија за ваква или онаква политичка опција. Ова го нема во скандинавските земји, го нема во таа политичка битка, зборувам сега, до тој степен омраза на луѓето, на гласачите меѓу себе, едва и чекаме избори, може би за тоа често ги имаме, нека се и најворедни, за да излеземе и таму веројатно и емотивно да се испразниме и на некој начин, наместо да го даваме гласот на внимателната опција која може да донесе напредок на општеството, ние веројатно, кога велам ние, мислам еве на себе, иако не се гледам себе во тој тип на гласач, посклони сме да го дадеме гласот за противникот на мојот тим, само за да го казнам, а не да поддржам некоја позитивна опција од другиот тим. И тоа е проблемот што и Петар го вели, дека нивната битка за да дојдат, пазете, до скромни 50.000 гласови. Значи до скромни 50.000 гласови. Тие се определиле, ако лошо разбрав, ќе ме како партиска доктрина, предпоставам за наредни избори, за да го продолжат и да го негуваат говорот на омраза. Но јас верувам дека ако Македонски концепт, другите политички партии, Петар Богоевски вклучително, ако настапат со првиот дел од презентацијата на оваа студија, со позитивен говор, дека ако ништо друго можеби нема да добијат доволно гласови, парафразирам за вашата партија генерално зборам, но ќе остават една убава позитивна трага во македонското општество, како показ дека нешто ќе случува. На забелешката на Джабир Дерала сега за презентацијата на Македонски концепт и на текстот на Петар Богоевски, дека употребил термин на омраза во еден дневен весник, нашиот соговорник и мојот овде се вади, простете на изразот, дека тоа го прави за да предизвика реакција, за да докаже што е случај, веројатно потекнат и од ова истражување. Во рамки на истражување. Во рамки на истражување. И тоа е, но ние не знаеме, читатели, дека вие тоа го ставате во рамки на истражување, малку е тука манипулација, нели се? Но вие си го користите за емпириско истражување. Ние сите
обичните граѓани, да речем, гласачи, навистина сакаме скандинавско општество. Сакаме силни институции, сакаме модерни партии, сакаме вокабулар без омраза. Јас немам што друго да додадам, освен да ви честитам за ова истражување, но како граѓанин, вам и на сите други политички партии, да ви посакам да се задржите на првиот дел од ова истражување, вие го нарековте, ја го унапредувам во една научна студија, која е многу потребна на Македонија. Се надам дека тоа е правена и стручно, во рамките на сите тие методолошки или норми научни и така натаму. Јас се бавам со јавен збор 50 години. Значи, цели 50 години. Да не испадне сега, ако може ова техниката да го скрати овој дел, да не испадне дека се фалам. Но јас не можам да се сетам во моите новинарски продукти во овие 50 години да употребам било каков збор за некого да навредам дека некој политичар, да речеме, имал големи уши или пелтечи кога спорува, или оди како шатка и така натаму. Или е каур, или е циган. И така натаму, и така натаму. Секако, сигурно. Се употребува етничка припадност само ако е таа повод или мотив за некои ситуации, за да се лоцира сликата пред гледачот, пред читателот и така натаму. Или ако поводот е етничките различности или верски и така натаму, во таа смисла, на надпревари спортски. Но друго сакам да кажам. И јас себе сум преживеал во новинарството 50 години, каков таков, нели? Сакам да кажам дека може секој, можете и политичарите и без говор на омраза, без кампањи во кои има големи количества на говор на омраза, да прават позитивни кампањи и да се завртат кон себе, кон своите програми, не упатувам до македонски концепт генерално, за да можеме ние граѓаните, ние гласачи да кажеме добро, бидејќи често велиме амано од овие, амано од оние, но факт е дека некои политички партии многу добро се препознават и нови политички партии и рейтингот за жал им расте на фашизоидни партии. Ако и вие се залепите на тој говор на омраза во наредните избори, како македонски концепт, мој впечаток е, бидете сигурни ќе имате многу посилна конкуренција. Јас лично и во вас лично и генерално во вашиот концепт, нели македонски како партиска доктрина, не можам да го видам до тој степен изразениот говор на омраза како што го има во други политички партии, помали, кои им расте според последните истражувања рейтингот, така што бидете внимателни кој од овие две полувремења на ова истражување ќе го одберете како политичка партија, првото или второто. Јас ви препорачувам, иако не е моје како граѓанин би сакал второто, не велам дека тоа значи дека јас ќе гласам за вас, можеби ќе се јави некоја друга посилна позитивна конкуренција, но ајде да направиме сите по нешто, да оставиме по една трага, малку да го позитивизираме и во нашиот вокабулар. И ние што учествуваме и како новинарска фела, и невладините организации, и на овие трибини, и на политички доктрини. Околу забелешките дека некој ќе висат, ќе се бесат и така натаму, малку треба да ставиме, да правиме некаква дистинкција, оној терминот дека ќе јадеме живи луѓе што опозицијата, поранешната власт, сегашна опозиција, се уште го употребува. Не сакам никого да бранам, секој сам да се брани, има и цела партиска структура да го бранат председателот на таа партија, но и на спортски надпревари, поготово на американскиот фудбал, меѓу себе викаат пред почеток ќе ве јадеме, ќе ви изедеме живи луѓе и така натаму. Но тој позитивен вокабулар, тие метафори кои ги превртува политиката и манипулира со нив на јавната сцена, што исто така не е добро. Јас на своја кожа го почувствував тоа и мене од еден говор на омраза кога некој те негира како личност, како етничка припадност и така натаму, на таа господја која и уште една господја која има високи државни функции во соседните земји, кога те негира, јас тоа го доживам, не само јас, мислам дека и многу од мојата етничка припадност како говор на омраза. Ако е така, се обидов преку тие таков тип на метафори да им возвратам, за да почувствуваат и тие како тоа, нели, на своја кожа. Кога го почувствува на своја кожа, нели, проработи телефонот, министер со министер, си најдоа солидарност, Зоран Иванов си мудри една црта, но јас сум сигурен дека никој, ни за овој мој новинарски стаж од 50 години, не ме доживува дека сум новинар кој во своите текстови или настапи употребува говор на омраза и тоа е мојата заштита, мојата брана и мојата сатисфакција.
Сакам само да завршам во овој дел. Уште еднаш, ова истражување мислам дека треба да најде на голема афирмација. Една ова што Цивил сега го прави е првата скала во тоа. Вие мислам дека според моето скромно мислење направивте навистина со ова истражување голема работа. Оставате една трага и на тепсија на македонските граѓани, на македонските гласачи, но пред се на учесниците во јавниот живот и пред се на политичките партии им оставате аманет во кој сте вие да одберете ќе одите со Кој е патот? оваа димензија или ќе одите со говор на омрза. Благодарам.